што владата на ВМРО ДПМН во незиното владење доста напорно и посветено работеше на оваа категорија да помогне во незиното, во онаа социјална компонента за подобрување на нивниот живот. За ова прашање јас би ја замолила Слободанка нешто да ни проговори за оваа тема, да каже што е тоа направено во времето на владата кога ВМРО ДПМН бил на власт, кои се оние точки, кои се оние круцијални работи кои ги има направено владата на ВМРО ДПМН и дали тоа продолжува и сега со владењето на СДС. Повели Слободанка. Секако благодарам Сунја. Благодарам и за учеството на оваа трибина која што од исклучително битно значење за сите категории на граѓани во Република Македонија, особено за оние најранливите категории кои што не по нивна вина припаѓаат на одреден социјален ризик. Пред се би сакала да истакнам дека единствена влада која што покажала грижа, реално покажала грижа за оваа група на граѓани кои што припаѓаат во различни социјални категории, владата предводена од ВМРО ДПМН. Вети многу проекти за нив, вети многу покачување на одредени социјални права кои што постоеа, исто така воведе нови социјални права кои што, односно надоместоци за финансиски надоместоци кои што се добиваат по стекнување на одредено право од социјална заштита. Тие некои од нив воопшто не постоја пред 2006-2007 година, а владата на ВМРО ДПМН ги воведе, ги зголеми како што вети, така и реализираше, дури надвор од ветеното се реализираа проекти за овие граѓани и при тоа навистина се грижеше за оваа ранлива категорија, но исто така и за останатите кои што нели ги споменавте како што се пензионерите. Понатака исто така би сакала да се надоврзам и за младите кои што единствено грижа водеше само ВМРО ДПМН, а додека еве сега како што и нагласивте во веќе во 4-ти месец сме откако имаме една влада која што е непобедничка, предводена од непобедничка партија, вештачки создадена и при тоа не реализира ни дел од тоа што го ветила и ги стопира оние проекти кои што се во интерес на граѓаните беа донесени од страна на владата на ВМРО ДПМН. Од социјалните помошти кои што се вака побитни би сакала неколку да набројам. ВМРО ДПМН зголеми постојаната социјална парична помош и таа беше во континуитет низ 10 годишното владење зголемувана во проценти, односно од 2006 до 2016 година таа е зголемена за цели 69,8%, што е навистина еден показател дека се грижиме за оваа ранлива категорија и зголемувањето е реално, односно тоа одело по години онака како што нели дозволувал буџетот со цел тој да биде правилно искористен и прераспореден на сите полиња и сите сегменти кои што ги засегаат граѓаните. Или пак во сликови во динари, тоа би било представено вака: 2900 динари во 2006 година примателите на социјална парична помош примале, а денеска, односно во 2016 зимале 4927 динари. И текако нели ова зголемување им значи на овие категории, бидејќи навистина се во една понеповолна, да кажам, ризична социјална состојба. Потоа зголемена е постојаната парична помош и таа е зголемена за 68,5%, односно во 2006 година таа изнесувала 3695 динари, додека во 2016 година 6228 динари. И овде имаме исто така огромно зголемување од 68,5%. Зголемена и паричната помош за квадриплегија, односно тоа се преку помошта за мобилност, тоа се лица кои што не се подвижни. И на нив навистина им е нели потребна оваа помош. Во 2014 година се ВМРО ДПМН, односно владата предводена од ВМРО ДПМН, ја воведе оваа парична помош во износ од 7000 динари месечно за секое лице кое што ги исполнува условите за добивање на оваа помош. И би сакала тука исто така да нагласам дека доколку победничката партија, тоа е ВМРО ДПМН,
и се овозможеше да состави влада во тој случај овие категории на граѓани кои што добија зголемување или им се дадоа одредени социјални права, истите ќе добија повторно зголемување на овие права, како што беше ветено во програмата која што имавме за престојните избори, и предвидено беше секој од овие права поединечно да се зголемува, така социјалната парична помош и постојаната парична помош на годишно ниво за 10% ќе се зголемуваше, што значи во период од 4 години ќе достигнеше и зголемување до 50%. Така да ова се одредени можеби бенефиции и права кои што граѓаните во моментот не ги уживаат по вина на вештачки создадена влада, бидејќи ние не можеме да го реализираме она што сме го ветиле. Исто така, во 2014 година ВМРО ДПМН го воведе и додатокот за потполно, значи, глуви лица, кои што изнесува 4000 динари, и тој како е добре дојден за овие лица кои што им треба и помош и при социјално вклучување и предвижење, но и финансиска, помош секако. Исто така, правото на додаток на слепило е воведен во 2012 година и тој изнесува 7000 динари. Значи, правото на додаток на слепило и право на додаток на оние кои што се потполно глуви или со оштетен слух се го воведе во ВМРО ДПМН. Претходно не постоеа овие права кои што може да ги добијат овие ранливи категории. Исто така, помош при користење на електрична енергија, односно парична помош за заштита од енергетска сиромаштија, е една мерка која што ја воведе ВМРО ДПМН во 2010 година. И оваа помош од секоја година растеше од 600 динари кога се донесе ова право или помош, а во 2016 година достигна до 900 динари. Што значи дека на вистина се грижиме за секоја категорија. Потоа многу е битно можеби за оние деца кои што немаат родители, односно се без родителска грижа, да се нагласи дека ВМРО ДПМН покрај сместувачките објекти, условите за нивно згрижување во домовите за деца без родители, се грижеше и за професионално згрижувачките семејства, како за условите кои што таму би се подобрили, што повеќе деца би биле надвор од институцијата згрижени, како еден начин на поблизок до биолошкото одгледување на децата, предвиди и мерка или начин на кој што ќе им го олесни на овие семејства згрижувањето на децата, односно доколку ВМРО ДПМН сега имаше влада и беше на власт, овие семејства ќе беа ослободени од плаќање на придонеси континуирано во период од 3 години. Но во моментов овие семејства не можат да ја користат оваа мерка и при тоа некој семејство можеби од финансиски аспект нема да може да згрижи некој дете, а ова е навистина еден многу битен сегмент на кој што не се полага внимание во моментов од сегашната влада. Потоа исто така сакам да нагласам многу голема помош, значи повеќе права се во прашање, детално не можеме сите да ги опфатиме во волку краток период, но би сакала да направам една компарација на овие права, дека во програмата за живот, која што нуди можеби други работи, но живот јас лично не гледам дека нуди, како и во програмата на владата која што во моментов е раководена од СДС, не успеав да прочитам конкретни проекти, ниту пак дела, ниту пак некакви мерки со кои што на оваа категорија на граѓани за која што сега говорев, ќе им се подобри, ќе им се улесни животот или ќе им се зголемат надоместоците. Сакам да заклучам дека во овој период од 4 месеци ниту еден додаток, ниту едно право од социјална заштита не е зголемено, ниту пак е доделено ново.
единствено нешто што можев да најдам беше наветување дека секое 4-члено семејство ќе добива 12.000 денари месечно, кое што значи живее во сиромаштија, но тоа колку што гледам јас и граѓаните воопшто не е остварено, како и многу други работи нели кои што се ветени но не реализирани, или дека некои еднородителски семејства ќе бидат ослободени од јавни давачки. Ние немаме никакво ослободување, немаме никакви права кои што ете минимално може би се ветени, но сепак не се реализираат. Сега се ветува дека ќе е подобре, ќе помогне на сиромаштијата, меѓутоа ние сите знаеме дека тие дополнително прават атмосфера да има зголемување на сиромаштијата во Република Македонија. Значи, воопшто не се грижат за социјалната компонента во нашата земја. Точно така, па јас би се надоврзала само и на количката во однос на капацитетите кои што се отворени од кои што нели ги објасни капацитетите кои што ги згрижуваат оние пензионери кои што немаат како старски домови каде да се обстојат понатака. Во овој контекст покрај јавно-приватните партнерства и државните домови за згрижување на стари лица кои што ги напоминавте, сакам да истакнам дека владата предводена од ВМРО ДПМН во 2016 година со усвојување за прв пат со усвојување на оперативниот план за 2016 година воведе мерка грант за отварање на приватен дом за стари лица, која што мерка во 2016 година успешно се реализираше и при тоа се беа обезбедени финансиски средства за отварање на 10 нови домови за стари лица во износ од 12.000 евра во динарска противвредност. Истата мерка беше дел и од оперативниот план за 2017 година, усвоен повторно од владата на ВМРО ДПМН и беше предвидено повторно да се отворат 10 домови за стари лица, 10 градинки, приватни градинки и оние кои што ќе има желба да отворат градинка, грантот изнесуваше 10.000 евра во динарска противвредност, за кои што за жал со новите измени на оперативниот план владата предводена од СДС реши овие мерки да ги укине, реши дека нема потреба од нови 10 домови за стари лица и 10 приватни градинки за згрижување на деца, како и да затвори 80 работни места кои што беа предвидени да се отварат со овие две мерки. Јас само би сакала, Сонја, ако ми дадете збор, само да се надоврзам на колешката на Дани. Во делот на паричните помошти или на правата од парична помош, таа ги спомна на вистина активните и актуелни, кои што многу успешно беа спроведени